Реконструкцијата на политичкото калкулантство стартува со официализација на директното подривање на секуларноста, кој како детерминанта го има моментот кога титовките се заменети со камилавки, а наместо одговорни политичари на граѓаните им служат црковни клисари. Ние немаме одлука за затварање на верски објекти, ниту за непрактикување на верата, заради тоа што тоа не може да се донесе. Дури во ниту една состојба да се наоѓа државата, тоа е право кое што е неприкосновено. Правата неизоставно предполагаат постоење и на обврски, но кога нивната неприкосновеност ќе биде потенцирана, тогаш одговорноста за злоупотребата е нормално да се префрла врз оној што го овозможил нивното широко толкување. Јас мислам кој што можам некому да му забранам да оди по улица, не разбирате. Не е должност на црква. Па што друго, јас не сум полицајец, само да играм. Знаете какви реакции има се. Па што ми е гајде за реакции? А токму тие кои што со закон се задолжени да оневозможат воопшто да има реакции, одлучија дека не е време тој да се почитува. Иако за него сите беа загрижени, одеднаш наводно поради пари, се отстапи пред ковид бандитите и им се дозволи слободно да го ограбуваат највредното – здравието. Притисокот е бескрупулозно да ги казнуваме граѓаните за ограничување на движењето и за сите други мерки. Високите казни кои што би им се дале, дополнително би го оштетиле нивниот буџет и би влијале многу негативно врз благосостојбата на нивните семејства. Баш таа и беше причината поради која уште од почетокот во ризик беше ставено здравието од генералите, кои нешто подоцна и лично ја принудија короната да го развие белиот бајрак. Се заканија дека нејзиното практикување не зависи од љубовта кон Севишниот, туку од полните чекмеџиња на лидерите, кој баш поради ова им беше исполнета. Mos dhash Zoti që ne të hekim dorë, ti pezullojmë vendimet tonë. Nuk ka forcë që mund të lufton epidemi. Ju garantoj. Që atëherë bëhet Bangladesh. Од сите погрешни предпоставки изгледа дека баш ова се потрефила. Оти како израз на реванш за браќата, мораше да се баре изедначување на скорот, па насила беа отворени капиите, ама за жал, не кон рајот на небото, туку кон пеколот на земјата. И повторно, со алал, ама не од Бога, туку од оние кои после речиси 20 години власт може и така да се третираат себе си. Верниците не се криминалци. Потребата нивна да ја вратат врската со верата не е криминална. Мислам дека треба да престанат нападите директни врз верските заедници. Се разбира, ништо не би било како што личи ако семестрот не биде заверен од добронамерниот даскал, кој само подсетува дека ниту наставата, ниту вежбите не биле пропуштени, а се одвивале на редовен начин. И на крајот, математички прецизно. А откако почна да расте бројот на новозаразени, МВР ги засили контролите. За време на викендов изречени се околу 2000 казни за неносење заштитна опрема и непочитување на препораките. На нацијата и треба здравје, а на државата ред. Првото, без неа, е болест. Второто, анархија.